име. Како прв човек на општина Крива Паланка, од име на општинската администрација, од Советот на општина Крива Паланка, да изразам благодарност за денешната посета на вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска и за дополнителната министерка за труд и социјална политика Санела Шкрињи. Имено во денешната посета, како целна група ни беа луѓето кои што се опфатени пред се во текстилната и кожарската индустрија. Тоа се двата сектори кои што можеби во изминатиот период беа најслабо платени според она што се нивни лични примања и со реформите во социјалните политики кои што оваа влада ги имплементираше во изминатиот период, луѓето кои што до минатата година или предминатата година работеа за 8 или 9.000 денари месечно, сега тој надоместо ке 14.500 денари со тенденција на уште поголем пораст. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и по однос на сите оние политики кои што се креираат на централно ниво и тука пред се спаѓаат почувањето на платата на социјалните работници или луѓето кои што се во предучилишните установи, но и она што се нарекува детски додаток кој што оваа година го остваруваат значителна бројка на дечиња за разлика од претходните години. Исто така, она што треба јавноста да биде информирана или запознаена, ние како општина се среќаваме со секојдневни побарувања од страна на граѓаните по сферата на проблемите со кои што се соочуваат и за таа цел од денеска и официјално отпочна со работа општинската канцеларија која ќе биде како историја канцеларија на Општинскиот центар за социјални работи во Крива Паланка и сите барања кои што граѓаните се ги имаат или проблемите со кои што се соочуваат од аспект на доумување, згрижување, третирање на посебни целни групи, ќе можат заедно со службите во општината да ги решаваме и поедноставно да изнајдеме соодветни решенија. Од таа насока ќе кажам дека општина Крива Паланка оваа година ја усвои и програмата за социјална заштита која што помина неодамна на седница на Совет, а во исто време Крива Паланка е една од првите општини во кои што се формираше Совет за социјална заштита во кој што се влезени структури од институции кои што се надлежни во овој домен, од невладини организации, од Советот на општина Крива Паланка, но и други луѓе кои што се компетентни во оваа насока. Се со цел овие постапки кои што ги спроведуваме е да возможиме институционално решавање и третирање на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните кои што живеат и во градот, но и во руралните подрачја. За таа цел, општина Крива Паланка во наредниот период подготвува неколку апликации кои што ќе бидат доставени до надлежните институции и се надевам на општо задоволство и одобрени, како што беше одобрени минатата година проектот за доградба и надградба на еден кат на детската градинка во висина од 23.500.000 денари. Ви благодарам.